Сочувство за големата трагедија во Кочани изразија сите лидери од Европа и регионот. Европа тагува со вас на овој трагичен ден. Пристигнаа изрази на жалење од сите представници на Европската унија. На своите профили со неизмерна тага постови објавија председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, која напиша и дека жали за трагичната загуба на животи во Кочани. Сочувство изразија и председателот на Европскиот совет Антонио Коста, председателката на Европскиот парламент Роберта Мецоли, како и првиот човек на Светската здравствена организација Ханс Клуге, кој напиша дека се подготвени да обезбедат медицинска и ментална здравствена поддршка за земјава. Унгарскиот премиер Виктор Орбан изразил сочувство до премиерот Мицковски за трагичната несреќа во Кочани. Сочувство пристигна и од председателот на Украина Зеленски, како и од целокупното државно раководство во Украина. Украина ја споделува тагата со нашите македонски пријатели на овој тажен ден, напиша Зеленски. Од регионот, од сите лидери пристигна сочувство за трагедијата. Грчкиот премиер Мицотакис преку платформата X изрази искрено сочувство до народот во Македонија. На повредените им посака брзо закрепнување и напиша дека се подготвени да помогнат во ова тешко време. Албанскиот претседател Бегај исто така објави дека изразува длабоко сочувство до семејствата кои ги изгубиле најблиските, а со свој пост се огласи премиерот на Албанија Еди Рама, кој покрај сочувство потенцираше дека земјата е подготвена да понуди било каква помош доколку е потребно. Од регионот со свој постови на социјалните мрежи сочувство изразија и бугарскиот претседател Румен Радев, српскиот претседател Вучич, хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ, премиерот на Словенија Роберт Голоб, премиерот на Косово Албин Курти, како и членовите на претседателството на Босна и Херцеговина. Папата Франциск преку телеграма упатена до скопскиот бискуп Киро Стојанов изрази длабоко сочувство до семејствата на жртвите, како и својата духовна блискост со повредените.